Јас не гледам ароганција од човек кој што јавно се извинува и вели извинување до небото. Ако ја гледаме тука ароганцијата, апсолутно ги потврдувам сите аспекти заради тоа што дали е тоа генерален секретар на влада или потпредседател на влада, добива многу често инструкции од мене како влада да ги убрза процесите. Во правно-формалниот аспект најчесто тоа е генералниот секретар на влада. Во економскиот аспект најчесто тоа е потпредседателот на владата кој е економски прашања. Од доdatно-правувачкиот капацитет на државата тоа е министерот за внатрешни работи, кој што како потпредседател на владата ги работи овие работи. Се работи за тендер кој што е завршен уште 2016 година, но никако не сака да се убедат служби да го потпишат за да влезат во негова имплементација. Сето тоа беше јавно објаснато, детално со се и верувам дека ќе има соодветни истраги и кривични постапки по целиот тој проект, заради тоа што владата уште на минатата седмица донесе одредени одлуки за безбедносниот радарски систем во државата. Ова се сериозни работи и апсолутно имаме право. Дали е генерален секретар, советник од мојот кабинет, потпредседател на влада, одреден министар, да добива насоки за да ги акцелерира, односно убрзува сите видови на постапки. Знаете дека еден дел од капиталните инвестиции во државата не се реализираат, од било какви правни природи се закочени некаде. Треба да има имплементација и реализација и ова е капитална инвестиција во радарскиот систем. Така да верувам дека секој ароганција треба да се носи одговорност, но секој има исто така и право да ги даде своите образложенија пред јавност и јавност. Прво се работи за лично чест и достоинство. Ние сме транспарентна влада и го сакаме критичкиот осврт на медиумите. Но и можете некој да го правите салата кога сакате и како сакате, како физичко лице. Владата нема да подноси тужба. Наша работа не е да се тужиме со новинарите и со медиумите. Но секој индивидуа како физичко лице има право да го заштити својот дигнитет и достоинството, заради тоа само така ќе видиме нормална земја. Значи, кога прифаќаме одредени функции, да ги вршиме, да служиме на народот и слично, тоа не значи дека секој може да биде и боксерска вреќа и кога тоа заслужува или не. Јас сакам да секој биде под лупата на критичкиот осврт на медиумите, на граѓаните, на истражувачкото новинарство, на се. Но секако правото на човечко достоинство и заштита на личниот интегритет е лично и индивидуално право и секој има право да го заштити тоа свое лично достоинство и интегритет. Еден дел е преку тужби, кој што сака да се заштити и докаже дека нема невиност, другиот дел е заради кредибилитетот и својот личен образ пред семејството, пред пријателите, пред роднините.